Република Македонија се наоѓа уште пред еден ребаланс на буџетот, а од владата деновиве бомбастично најави дека со ребалансот нема да биде поштедена ниту една институција. Меѓутоа, за жал, остануваат поштедени токму функционерските привилегии. Затоа, пред освојување на ребалансираниот буџет, сакаме на оваа пресконференција да предложиме 3 работи со кои сметаме дека се спречува на тамошното безбилосно трошење на народните пари. Имено, бараме измени во законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани функционери во Република Македонија, во делот на времетраењето на така наречената апанажа. За јавноста да потсетам дека македонските функционери, откако ќе им истече мандатот или доколку бидат разрешени, имаат право уште 12 месеци да добиваат плата без притоа ништо да работат. Носител на ова право е една мала функционерска армија од околу 1500 луѓе во државата. Затоа, предлагаме апанажата да се намали од 12 на 3 месеци, бидејќи НДМ смета дека апанажа од една година за економската моќ која што има Република Македонија представува голем и непотребен терет за буџетот. Истовремено се надминува една крајно апсурдна ситуација, како например, доколку се сеќавате, во случајот кога едно лице стана пратеник како нареден од изборната листа, заменувајќи друг пратеник на само 2 дена пред распуштање на собранието при предвремените парламентарни избори од 2008 година. И на тој начин, со само 2 дена пратенички мандат, се стекна со право на апанажа од 12 месеци. Иронијата да биде поголема, апанажа од 12 месеци добиваат и функционери што биле разрешени поради нестручно, несовесно, неефикасно, неуредно и ненавремено работење. А дури, внимавајте, и функционери што се осудени со правосилна пресуда, што е крајно неприфатлив и длабоко неморален чин. Само за споредба, во една развиена Англија, апанажата за тамошните функционери изнесува само 3 месеци. Понатаму, НДМ бара укинување на наместокот за трошоци за користење на приватни автомобили, а пратениците и другите функционери да користат градски и меѓуградски превоз и на тој начин, наместо да вршат злоупотреби на наместокот на трошоци за користење на приватни автомобили со поднесување на фиктивни сметки во собраниски служби, народните избраници, сите функционери да користат превоз со редовни автобуси до работно место, доколку повеќе што поразително е ако ви кажам дека ние познаваме пратеници кои што годишно добивали и по 18.000 евра само како надоместок на трошоци за користење на автомобил во лична собственост. Исто така, НДМ бара од владата да го намали возниот парк од околу 10.000 службени возила, што ги користи гломазната јавна и државна администрација. Например, крајно неоправдано е службеници од разноразни подрачни служби во Македонија, при нивното секојдневно службено доаѓање од централните органи во Скопје да користат службени автомобили, иако Македонија е мала земја, добро е поврзана со градски и меѓуградски автобуски и железнички превоз. За споредба, една богата Данска има само 18 службени возила. Значи, потенцирам само 18 службени возила, за разлика од 10.000 службени возила кои што ги има во Македонија. Во оваа насока не е на одмет да споменам дека новоизбраниот англиски премиер Дейвид Камерон уште на првата владина седница веднаш го укина правото на користење на службени автомобили за владините министри. Па така, денеска во Англија министрите одат на работа со велосипеди и користат јавен превоз. Бидејќи, како што слушнавте денеска и ние предлагаме една од оваа мерки е токму да се укинат службените автомобили, а за да не излезе дека ја пресликуваме оваа мерка од Англија, сакам да ја потсетам македонската јавност дека НДМ уште пред 9 месеци, или поточно на 25.8.2009 година, под евидентен број 3699, поднесе до собранието предлог закон за изменување и дополнување на законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица, со кој побарахме намалување на апанажата и укинување на надоместокот на трошоци за користење на автомобили во лична собственост. Ова е тој предлог закон од наша страна кој што е поднесен на 25.8. Значи се пред 9 месеци до собранискиот спикер Трајко Велјановски. Истовремено, со овој предлог закон, уште пред 9 месеци истовремено поднесовме и до владата предлог одлука за одобивање на подвижен имот во собственост на Република Македонија. Ова е таа предлог одлука адресирана лично до премиерот кој што е поднесена до владата, значи што кажа пред 9 месеци, со кој што побарахме владата да се ослободи од големиот број службени автомобили. За волја на вистината, собранискиот спикер Трајко Велјановски по поднесување
на нашиот предлог закон експресно, само после 2 дена, со негов допис поточно на 27.8.2009 година, повратно не извести дека нашиот предлог веднаш има поделен на пратениците, но за жал, што се случи во меѓувреме не знаеме и предлог законот постана закочен во собраниците фиоки до денешно време. Значи, очигледно, македонските пратеници понатаму сакат да ги уживат тие привилегии. Меѓутоа, од сето напред наведено, произлегува дека актуелната власт сега има силна морална обврска да го спречи неодговорното и безмилосно трошење на народните пари од буџетот, односно да скратат дел од своите привилегии. Дотолку повеќе решенијата што ги нудиме тргнуваат пред се од реформските определби, како темелен принцип заснован на најниско можено ниво на буџетска потрошувачка, во согласност со економските можности на Републиката. А последно што сега сите знаеме, сме во период на светска економска криза која што не ја одмина и Македонија. Затоа ја повикуваме власта да ги усвои предложените решенија од ДДМ и на тој начин да го спречи неоправданото на тамошно луксузирање на македонските функционери, а на грбот на македонските данъчни обврзници. Благодарам на вниманието. Ако имате някакво прашање, говорите. Прашање дали има? Ќе ви знамо? Нема. Нема.